имено колку е работава отиде на тамо каде што не треба и колку во владава имаат неискоординирани постапки меѓу себе, укажува на тоа дека денеска има извадено соопштение од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што се бара од пратениците едногласно да се подржи ова законско решение. И тоа би било легитимно доколку се испочитувани два моменти. Прво, доколку има тука посериозно присуство од пратеници во мнозинство, а нема. А второ, доколку веднаш кога почнавме со седницава во 12 часот, наместо да почнеме со законот за фотоволтаици, веднаш да почнеме со овој закон, досега можеби дебатата ќе беше исцрпена и веќе ова законско решение ќе беше изгласано. А зашто не почнавме одма со овој закон? Заради тоа што мнозинството одлучи са бајле на мала врата да протне едно законско решение кое што, како што кажа колегата, почитуваниот професор Трајанов, треба да акумулира кражба од 5 милиони евра. Колега Трајанов, 5 милиони евра само по тој основ, но има уште еден основ кој што никој не го издискутира, а тоа се оние популарно наречени консултантски услуги од 750.000 евра, кои што во секое задолжување ги има. Тоа е изум на онаа поранешна министерка Мила Царов, кое што секое законско решение за задолжување го има, а никој не знае каде ќе завршуваат парите. Та толку ревносно сакавте да им помогнете на земјоделците, веќе изутрина ова законско решение ќе беше прво и ќе можевме да дискутираме до крајот на денот, да ги соочиме аргументите, да ги произнесеме заклучици и сите заедно да го изгласаме ова законско решение. Но тој не е интересот. Да имавте интерес вие овој закон да го донесевте, пред 3 или 4 недели ќе дојдевте прво на комисија да направите кворум, како што не дојдовте, а второ ќе го донесевте Љупчо Николовски, кој што наместо да биде присутен на комисијата како владин представник на овој закон, пишува писма до лидерот на опозицијата и до пратениците, каде што укажува на тоа кои закони требало да се донесат за да се подобри земјоделскиот стандард. Замислете, министерот што му додели, односно институција под кој што неговото министерство е директно надлежно му додели на Зоран Заев 1,4 милиони евра, преку писма ни дели памет на нас пратениците од опозицијата како ние треба да се однесуваме. Тоа е една работа. Втора работа, ќе повторам по 100 пат денеска, дека по законот, како што го кажав преска, тука не е колегата на кого што му реплицирав, за земјоделство и рурален развој, изричито стои дека до март треба да бидат исплатени субвенциите на тутунарите. Доколку се носи ново законско решение, за да непречено се исплаќаат субвенциите, важат одредбите од стариот закон. Тоа не е испочитувано. А зошто не е испочитувано? Заради тоа што овие луѓе од владата имаат многу посуштински проблеми кои што треба да ги решат, односно на кој му треба да му исплатат аванта или пари кои што треба да ги земат за да завршат во тендерите во РЕК, каде што треба да вртат камионите на фамилијата. Исто така, не знам зашто се избегнува суштината дека 30% од субвенциите со носењето на овој закон ќе се намалат. Она што е особено важно, дека ова министерство, дека овој министр е министр за протести. Ќе земеме изминатите 10 дена. Изминатите 10 дена имаше два протеста. Едниот протест беше во Босилово, тоа беше за компирот, и имаше протести во Тиквешкиот регион за кој што Полешкава, која што е подносител на закон, толку зочно го брани. Имаше Кавадарци, Неготино и Росоман, заради тоа што, замислете, 11.000 семејства не може да ги наводнуваат посевите, затоа што овие од Министерство за земјоделство сметаат дека обезбедувањето на услуга за наводнување на посевите е исто како далечински управувач со клима. Седите вие во удобна канцеларија и кога ќе Жешко пуштате да се оди, кога ќе ве одно да се ступли, сметаат дека така се обезбедува услуга на земјоделците. Цел регион, 11.000 семејства. Ајде да го трнеме тоа на страна, Колешкава вели, односно не се согласува со мене. Ајде да одиме во Чешиново облеше. Како што кажав во репликата, 1500 хектари, 50% од целокупната обработлива површина не е посадена, заради тоа што не се санирани каналите кои што треба да донесат вода до нивите. И во каков случај е тоа? Во случај кога имаме криза за храна. Понатаму, извоз за високите цени на оризот исто така не е обезбеден.
раноградинарски култури, се извинувам, зелка, краставица, домат и јаболка. Услови кога скапуваат на македонските ниви, а кога на Блискиот исток има рекордна цена на овие раноградинарски култури, овој министер во земјоделството, во Министерството за земјоделие, кој што е патем најнеуспешен во тоа министерство, заради партиските услуги му измислија функција вице-премиер за справување со корупција, сега повторно се врати на местото на злосторот, нема никаков пласман обезбедено за овие култури. Да е уште, вака би рекол, позагрижувачка целата ситуација, се доведовме во услови како држава за неколку години за 60.000 тони да се намали производството на пченица за 60.000 тони. Да питачиме во околните држави. Во услови кога само пред неколку години сме произведувале таков квантум на производство на таа култура. Немаме зетин, немаме масо, рекорди бутаат по продавници. И кај што немаме, уште за ние тука, се срамиме наоколу и за тоа питачиме, па уште оној министерот ќе извезувал за друга земја. Замислете каков парадокс е тоа. Никаква државна стратегија за наредната година во која што премиерот и министрите кажуваат дека ќе биде најтешката зима. Никаква стратегија немаме. За ништо. Ниту знаеме кои ќе бидат стратешки култури, ниту како ќе ги субвенционираме луѓето, ниту како ќе ги помогнеме луѓето, но важно, Лјупчо Николовски пишува писма до лидерот на опозицијата и пратениците, во услови кога му доделува на Зоран Заев 1,4 милиони евра грант. Замислете сега за какво ниво на менаџирање на оваа ситуација зборуваме. Не видовме никаква реакција, затоа што имаше 100% поскапо ѓубре. Не видовме никаква реакција за сите неволји на македонскиот земјоделец. Не видовме никаква реакција во изминатите години или одредена мерка која што ќе треба да го олесни животот на македонскиот земјоделец. Но видовме поделба на тендери и видовме она кое што се случува во останатите сфери на општеството, дека можеби во оваа гранка е најзасетена. Имаме тотален крах во економијата, имаме тотален крах во образованието, имаме тотален крах во здравството, во социјалната политика не сакам ни да говорам. Стопанството е на колена. Електричната енергија ќе поскапи според мене над 10%, а пред да додам наваму, вечерва ќе имате дебатна емисија во која што ќе се разговара дека ќе има ценовен шок со поскапување од над 30%. Земјоделците, оние за кои што разговараме денес, за кои што доколку вие бевте искрени во намерата да им помогнете уште пред 3-4 недели ќе го донесевме ова законско решение, е исто така една група која што се наоѓа на маргините на македонското општество. Токму затоа, од оваа говорница и од ова собрание, упатуваме еден апел до сите граѓани кои што се занимаваат со земјоделство. Подобро од ова нема да биде со овие луѓе, ама полошо и како ќе биде. Затоа што 5 години ја предизвикуваме судбината, велики дека полошо од ова не може и секогаш овие луѓе наоѓаат начин да не демантираат. Затоа е многу важно да покажеме лична проактивност и за да ги смениме општествените прилики. На 18 јуни, заедно со нас на протест, предвремени избори, и што побрзо ги исполниме овие, толку побрзо ќе дојде и достоинството за македонскиот земјоделец. Благодарам. Реплика пратеничката Марија Георгиевска. Повелете.